Здраво, Македонијо! И оваа недела ја вршев она тешка, валкана работа за сите нас. И гледав што е можно повеќе интервјуа, емисии, седници, вести, за да не се мачите вие и на интересните и најважните работи да ви ги пренесам тука. Да започнеме со интервјуто на фантастичниот Бујар Османи за Радио Слободна Европа. Еве сублимат на најважните нови, свежи тези и идеи кои тој ги искажа во интервјуто, во оваа една скратена верзија на целото интервју. Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен министер за надворешни работи. Добре дојдовте, господин Османи. Благодарам на поканата. Благодарам за интервјуто. Тоа беше интервјуто за Радио Слободна Европа со Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен шеф на дипломатијата. Благодарам на вниманието и до гледање. Ете, тоа беа отприлика сите нови, важни и свежи политички идеи, конструктивни предлози и темелни анализи кои ги направи господин Османи во ова интервју. А сега ќе одиме на помалку интересните, некои досега чуени, кои ќе ви создадат ефект на расипана плоча, може би грамофонска се разбира, но сепак важни на политичката сцена, имајќи предвид дека доаѓаат од најтесниот круг околу Али Ахмети, односно од несудениот генсек на НАТО и претседател на Македонија. Човекот кого некои бугарски политичари многу го ценат, the one and only Бујар Османи. Вашиот лидер Али Ахмети кажа дека доколку екс-министерот за економија Крешник Бектеши биде обвинет за трагедијата во Кочани, тогаш тој, цитирам, ќе излезе на улици и нема да се врати, се додека нема двојни избори. Ова е точно. Се заканија до обвинителството и судот кој треба нели да го прифати обвинението откако ќе е поднесено, дека ако Крешник биде обвинет, Али че го земал чизмата од пљафон и че го пукал асфалтот на улиците низ Македонија. Односно, политичка партија упатува закани со малтене дестабилизирачки активности, ако нивни истакнат член, поранешен министер, биде обвинет во некој предмет, не осуден, обвинет. Ова многу ме подсетува на оние бугарски закани преку нивното Министерство за надворешни работи, дека ако биде осуден македонскиот бугарин Љупчо Ѓорѓиевски од Битола, тоа ќе значело дека бугарите биле дискриминирани во Македонија. Чудни сличности, се нешто некој е дискриминиран во земјава и би да ни прави турбуленции поради тоа. На властите во Скопје постојано им е укажувано дека овој случај ќе е знак за Бугарија во однос на нивната подготвеност да ја гарантираат рамноправноста на бугарите и да ги решат проблемите со кои се соочуваат. Бугарија очекува фер судска одлука и отфрлање на неоснованите обвинувања против Љупчо Ѓорѓиевски. Сепак оваа пресуда за жал нема да ги избрише последните години на огромен стрес и наручен личен живот на македонскиот бугарин, стои во објавата на бугарското МНР. Во соопштението се вели дека со случајот се запознати дипломатските мисии на државите членки на ЕУ во Скопје, но и дека бугарското МНР преку своите партнери од ЕУ ќе бара, како што велат, да престане овој притисок врз бугарската заедница во Македонија. Ете, како заеднички правен консултант да имаат, или заеднички противник. Кој е тоа? Ќе оставам вие да погодите. Малхинд, Али Ахмети го праќаше по бисквити и гурабии. Пред овој вториов да го прати Али Ахмети малку така во опозиција. Кој е тој? Кој е тој? Знае премиерот на Унгарија. És itt van a mi macedón hősünk, Krisztián Mickoszki. Úgy nyerte meg a választást, barátaim, hogy egész Brüsszel az ellenfelét támogatta. Ő a mi várkapitányunk, aki Európa déli határait védi a migráció ellen. Vivát Macedónia! Ау, како Ферес! Вива Македонија! Да живее Македонија, рече. Заев да му беше позади него, веднаш ке го коригираше. Кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија, значи да ја подобрат бизнис климата во Република Северна Македонија, а тоа ќе бидат пред се областите, значи на дуалното образование, кое што е база. Се подсетуваме на подзаборавените асови. Ваква коректура веќе нема. Во секојдневниот говор на политичарите го вративме името. Вива Македонија, вели Виктор Орбан. Северна, вели Зоран Заев. Да се чудиш кој е македонец од нив двајца. А додека сме во атарот на Северџанистан, рете да му се вратиме на асот на овој вовед, господинот Бујар Османи, кој повторно ќе се обиде да ве изненади со своите гениални заклучоци.
Мислам дека погрешно е поврзувањето дека заради Крешник Бектеши како име би излегле на протести. Крешник Бектеши е парадигма на селективната правда која што се води. Бидејќи тоа што се прави после трагедијата во Кочани е невидено во светски размери. Селективна етничка, партиска, политичка поларизација со цел да се заштитат своите по секоја цена. Невидено било во светски размери. Бектеши бил парадигма, тој бил само символ, пример на селективната правда. Зошто била селективна? За да се заштитат своите, вели Бујар. Кој ги штити? Ајде да видиме. Обвинителот ли Коцевски, кого ВМРО тргна да го разрешува, а е изгласан од СДСМ и ДУИ, тој ли ги штити своите ВМРО-вци? Или овој ги штити своите ВМРО-вци, кој исто така е дел од тимот кој истражува во Кочани? Абази е соселенец на лидерот на интегративците, но тврди дека може би се сретнал некогаш со него, но нема блиски врски. Може би и се сме сретнали. Се познавате? Значи не се познавате? Лични контакти немам. Абази вели лидерот на ДУИ може би го сретнал, ама затоа дружбата во домашна атмосфера со неговиот брат Фикри Ахмети ја овековечил. Алфа дојде до фотографијата од која јасно се гледа дека Абази е во блиска корелација со Фикри Ахмети, насмеани и опуштени, седат на гарнитура, очигледно во неговиот или домот на фамилијата Ахмети. Абази бе, ВМРО-вчиште едно, кое прави спроведува етничка селективна неправда врз членовите на ДУИ. Арам, да се разбереме. Не мислам дека Ислам Абази, кој ги избегнувал многу успешно предметите со висока корупција ко ѓавол лук, сега ја сменил својата матична плоча. Не го мислам тоа. Туку дека ни тој не можел да го блокира, ако би посакал, вклучувањето на Крешник Бектеши во истрагата која ја спроведуваат Коцевски и тимот. Не се, очигледно е дека Османи не мисли така. Демократија е. Има право да мисли што сака, како што и ние имаме право да го коментираме. И Ахмети која зборува за протести како основно уставно право на секоја опозицијска партија, не зборува за Крешник Бектеши како име, туку за тоа што се случува во државата. Начинот на кој што владата ја сегрегира, ги уништува основните кохезивни елементи на оваа држава. Тоа се три. Рамковниот договор го напаѓа и се обидува да го анулира целосно. Европската перспектива исчезна. И трето, селективната правда која што е канцерот на недовербата во едно демократско општество. Власта ја уништува државата преку анулирање, вели на Охридскиот рамковен договор. Како се анулирал така што ДУИ не е во влада? Од прилика така резонира овој наш неискористен потенцијал во овој период во кој овие ненормалниве од влада, наместо да шетаат по светот и да ветуваат ке смениме устав, овие па се борат и замислете има ефект. Ке реагира дури и Европскиот парламент, кој треба да донесе заклучоци во корист на нашиот идентитет. Ама тоа е рушење на европската перспектива, според Османи, ако се бори за интересите на државотворниот македонски народ. Не и се. Третата точка што ја кажа беше селективната правда. Ова е изјавено од подпредседател и портпарол на партија која од 2002 до денес 3 години не е дел од власта и од чии редови во затвор лежеле 0 високи членови и функционери. Може и груби на црната листа на Америка е дел од селективната правда на ВМРО. Кој знае? Следно. Зошто ДУИ не излезе на протести кога беше осомничен Артан Груби? Видете, ДУИ е сериозна политичка партија, со голема поддршка, силна поддршка и силно влијание. Секоја наша одлука има сериозни реперкусии. И ние ги мериме сите наши одлуки, бидејќи не знаеме до каде тие можат да завршат. Незгодно прашање од страна на Сања Васич. Што не го браневте Артан како Крешник? Одговор во стилот на дождот кој врти околу Крагуевац. Вели вака. ДУИ е една сериозна политичка партија. И заклучок, ги мериме, вели, сите наши одлуки, бидејќи не знаеме до каде тие може да завршат, како Мухамед Али или Мајк Тајсон. Ги мерат сите удари, бидејќи не си ја знаат силата на десната рака. Кој знае што измериле сега за Бектеши, сепак заканувајки се нели со протести и проблеми на локалните избори, односно попречување на процесот на локални избори. Може и сега седеле, си ја мереле силата и не знаејќи каде може да заврши нивниот силен удар, како сериозна партија одлучиле. Ќе одиме на улица. Па што сака нека биде. Тоа прави една сериозна партија која не си ја знае силата. Сериозно, ова го кажа меѓу редови Бујар Османи, портпаролот на ДУИ.
Има разлики помеѓу поединечни случаи, меѓутоа повторно ќе кажам, Али Ахмети го спомнал Кришник Бектеши како парадигма на селективната правда, а не како конкретно име кое што би предизвикало протести. Добро, значи како символ на неправдите. Значи сепак и Артан Груби на црна листа на Америка е селективната ВМРО-вска правда кон Дуи, нарачана од ВМРО, спроведена преку Стейт Департментот и Американската амбасада, конечно преку обвинителот кој СДСМ и Дуи го гласале во собрание. Има логика, како нема? Ама ќе се врати од она службено патување Груби, само Дуи да се врати на власт и да може неселективно да не се меша во одлуките на правосудниот систем. Кај да е? А сега, малку математика. Оваа влада е моноетничка, нема легитимитет кај албанците. Останале 9 пратеници кои што ја поддржуваат оваа влада. Тоа е околу 3-4% од албанците се представени во оваа влада. Не се 9, туку 11 и како што видовме со тенденција да бидат и повеќе. Ама, ајде, нека се 9. Вели, тие 9 пратеници представуваат 3-4% од албанците. Значи, 100% од албанците би ги представувале... Чекај бе, што да се мачиме? Ајде ќе го прашаме ChatGPT. Вака, ако 9 пратеници представуваат 4%, јаве да земеме 4 дека се, колку пратеници представуваат 100% од населението? И еве што вели ChatGPT. Со проста пропорција вели, доаѓаме до овој резултат. 100% од албанците по оваа формула би биле представени преку 225 пратеници. Одлично му оди математиката на Бујар Османи, исто како и логиката која ја демонстрираше преку примерите од правосудството. И оно што кажа дека сериозна партија си ја мери силата затоа што не знае што може тоа да предизвика и затоа повикува на протести и попречување на изборен процес. Со вакво знаење и пристап тој ги бранеше и македонските национални интереси. Дури и на табла црташе колку добро го одбранил идентитетот. Само оние смотаните во Европски парламент не знаат за тоа, па затоа сега ќе гласаат некакви заклучоци кои што таму нешто ситно треба да направат една брана меѓу нас и национал-шовинистичките етноцидни барања на одредени кругови од Софија. А сето тоа можеше да биде избегнато по принципот како до сега. Како до сега ние веќе ќе почневме преговори, како до сега ќе имавме датум како ние 100 претходно и како до сега со промената на името кое како до сега беше бездемократски да се праша народот, како до сега веќе ќе бевме може и дел од ЕУ, како до сега мало сутра, што би рекол легендарниот Зоке. Имаш ли уште нешто, Бујаре, да ни кажеш или да си одиме ние на разговорот во студио? Значи, зошто некој работи против унитарноста на државата, преку овие три елементи кои што ги спомнав, рамковен договор, Европска унија и селективна правда, не можам да кажам. Меѓутоа, веројатно има некоја причина позади зошто некој упорно работи против елементите кои што не држат заедно. Така. Некој таму работел на растурање на државата. Ајде да видиме сликовито како изгледа кога тој некој работи контра Македонија. Каква е стратегијата на владата за напредокот на земјава на патот кон ЕУ? Праша опозицијската СДСМ на седницата за пратенички прашања. Премиерот Мицкоски возврати дека планот е да се стигне до целта, а не враќање на стартна позиција и порача дека се додека нема македонски представник во Бугарскиот комитет за малцинства, нема да направи дури ни најмала одстапка од досегашните позиции. Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност, ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме. Зарем ние македонците кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Ако вака се растура држава, фала бате Бујар, доста ја браневте од растурање во како до сега периодот. И има уште нешто од премиерот на оваа тема.
Мицкоски уште еднаш упати повик до пратениците и политичарите пред разгледувањето на извештајот за напредокот на Македонија во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент идната среда да застанат во одбрана на македонските национални интереси и да лобираат кај нивните сестрински партии кои имаат европратеници во парламентот да дадат поддршка. Очекувам овој извештај за прв пат, дури на 4 места, да напише дека имаме ние посебен македонски идентитет, различен од нивниот, не после 45-та, туку векови претходно, македонски јазик. Еве, ако тоа не било проблем, имаат пратениците европски во Брисел сега да се истакнат, да кажат. Искрено ве замолувам, не само вас, тука ја гледам и Зајкова и останатите, кои што се дел од одредени политички семејства, кои што имаат европратеници, да лобираат во насока на тоа да се прифати ова све за кое што го зборуваме. Сметам дека добра е насоката да Европскиот парламент донесе одлука со која што ќе или прифати извештај со која што ќе се потврди уште еднаш и македонскиот јазик и идентитет. Јас искрено верувам дека партијата на европски социјалисти ќе даде сериозна поддршка во Европарламентот. Немам што да додадам. Додуша немаше ни Оливер Спасовски. Ишала, дај Боже да не биде. И еднаш да застанеме сите како држава зад нашите црвени линии. Може да застане и Бујар Османи, добре дојдене, за да докаже дека и тој е за унитарноста на државата и бранењето на државните интереси. Бидејќи нема ни унитарност, ни државни интереси, без бранење на интересите на македонскиот народ. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со пратеникот Душко Иванов, со кој ќе зборуваме за сите процеси во парламентот деновиве, односно ќе реферира пред јавноста за се, бидејќи таму се бранат сите наши интереси и се носат политики од кои зависат сите процеси. Ви ветувам одличен разговор. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. Како што ви најави, вечер имаме гостин кој што е за прв пат во вечерното шоу, значи ќе имам секе ново што ќе го прашам, а има што да каже. Тој е народен пратеник во Собранието на Република Македонија, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Штип, Душко Иванов. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан, и благодарам на можноста. Одамна се договараме, ама ете, денес било денот, конечно да седнеме и да поразговараме. И добар ден е, бидејќи има многу настани, особено па во Собранието последниот период, за кој што може да позборуваме, ама на почетокот, бидејќи така, ценам дека не си човек кој што инсистира да е присутен во јавноста што е можно повеќе, оние луѓе кои што не те познаваат баш добро, сакам да имаат прилика тоа да го сторат, па на почетокот неколку работи за тебе лично. Ти си правник по професија? Да. Во право си, во делот на визибилноста за јавноста. Јас сум правник по професија. Вработев во Агенцијата за електронски комуникации. Од пред година дена, еве, во текот на вчерашниот ден, точно една година од ратификацијата и од верификацијата, поточно на мандатот на пратениците. Веќе една година сум пратеник, семеен човек, татко на 2 деца. Како ќе го споредиш периодот оваа година во споредба со сите претходни години, во смисол на твојот однос кон работата, промената на секојдневието? Ти си штипјанец, патуваш... Да. Промената на секојдневието, вака во како носител на некаква функција, претходно 2,5 години бев советник во Советот на општина Штип, паралелно со работата во агенцијата. Ево овие 365 дена пратеник во Собранието, патувам секој ден. Динамична е работата во Собранието на Република Македонија, членството во матичните тела, работата, член сум на Законодавно-правната комисија, тоа е комисија која што е една од најактивните комисии во парламентот. Пленарни седници, секојдневно патување и работата и честа да се раководи Општинскиот комитет во Штип, исто така е обврска. Така да е период во кој што имаме доста активности.
А кажи ми, колку долго во политика? Од младински денови? Во политика од Унија на млади сили од 92 година, од 16 години. Од 92? Да. Машала. Сон ли било еден ден, например, да станеш пратеник или поинаку гледаше на развојот на твојата политичка кариера? Па добро, кога влегуваш во политика, секој човек има право да има некакви амбиции како да напредува во својата политичка кариера. Меѓутоа, во ниту еден момент моите амбиции и учеството во политика да не се биле да се таргетира одредено место и да гледаме да успееме на некој начин, да бидеме на таа позиција. Работите си одат со текот на годините, согласно желбата, согласно волјата и согласно активностите во политичката партија, затоа што ВМРО-ДПМН е политичка партија која што пред секој избор прави одредени анкети, прави одредено мерење на активностите и на работата на членовите кои што имаат амбиции, така да не сум имал некаква амбиција претходно. Не била императив фотелјата, Да, во секој случај. Водење на општински комитет Штип, сега да бевме пред 120-30 години, така ти ке беше војводата на Штипскијата околија, така, но што значи тоа и како се доаѓа сега до една таква позиција? Ретко имам прилика да зборувам со луѓе кои што водат комитети, без оглед дали е на ВМРО или тие општински организации на СДСМ или други партии. Како се стекнува довербата на соборците за да еден ден ти се укаже таква прилика? И што тоа во суштина значи за тебе како човек? Па вака, водењето на комитетот е голема чест и е голема врска. Бидејќи Штипе, само да надополнам, нели, предничи таму во верниот исток, како што знаат да кажат од ВМРО, Штипе предничи во верниот исток, административен центар во Источна Македонија, една од поголемите општини. Координирањето на комитетот кај нас во ВМРО-ДПМН е председател на општинскиот комитет или координатор на општинскиот комитет. Во суштина ја координираме работата. Еве, ако можам така да кажам, прв помеѓу еднаквите со членовите од ВМРО-ДПМН. Изборот оди со јавен повик. Јавен повик кој што се распишува. Има право да се пријави секој кој што е член на партијата. Потоа има интервју, комисиско интервју и има анкети и се одлучува на крајот извршниот комитет донесува одлука кој од пријавените кандидати да биде начело на општинскиот комитет. На таа функција сум веќе до мај 3 години. Успешно се надевам, затоа што успеавме пред да станам председател на општинскиот комитет во 2021 година. Во првиот круг победивме на локалните избори. 2024 година апсолутна победа на председателски избори, на парламентарни избори. Еве сега ова година сме пред нов предизвик, новите локални избори за 2025 година и се надевам дека ќе продолжиме со успешната работа. Штипе, во ВМРО-вските кругови доста јак, бидејќи пример координаторот на пратеничката група Никола Мицевски е штипјанец. Иван Јорданов е еден од кого и да прашате во Македонија, наброи 10 градоначалници, вака кои што ги помниш, сигурно името на Иван Јорданов ќе е меѓу тие 10. Ти го водиш тој комитет. Со што сметаш дека пред АЕК какво животно искуство имаш? Како се стекнува довербата на луѓето, бидејќи не е важно, предпоставам, само довербата на партиското членство, туку таа функција да водиш еден комитет треба да има малце поширок одиум, односно и оние кои што не се во тесно партиските кругови присутни на тие состаноци, планирања, или па да бараат некакви лични услуги, не викам протекции, нели, туку луѓе кои што сакаат градот да изгледа подобро, да функционира подобро, еве сега и како пратеник, нели, те гласали или те избрале со цел да придонесеш во тоа и државата да функционира подобро. Како се градеше ти како човек меѓу народот? Пред се, според мене, честната и одговорна работа, независно дали е професионално на работното место, односот со граѓаните, со
со партијците, со колегите, со пријателите, со комшиите. Пред Агенција за електронски комуникации 4 години работе во основен суд Штип, потоа во Агенција за електронски комуникации од 2002 година па се до ден денес. Секојдневната комуникација, желбата да се излезе во пресред, да се помогне на било кој што ќе побара некаква помош, независно дали ќе биде институционална помош или помош еве во работата на Советот на општина Штип, помош сега како актуелен пратеник, самиот несебичен придонес кога треба да се помогне на некој, мислам дека тоа е формулата која што граѓаните ќе те препознаат. Доколку пристапот и односот си чесен, скромен и директен, и искрен, принципиелен, да, и одговорен пред се во тоа што го работиш. 2002 Агенција за електронски комуникации. Сите сме го слушнале, тоа име го слушаме на секои 2 недели сигурно во вести. Ти таму претпоставувам работиш во правниот сектор. Да. Со што всушност регулира Агенцијата за електронски комуникации? Со што се занимава? Вака, Богдан. 2002 беше управа за телекомуникации под Министерство за транспорт и врски. Агенцијата како непрофитно регулаторно тело или како Агенција за електронски комуникации од 2005 година. Агенцијата за електронски комуникации во началата и во целта, согласно самиот закон, всушност ги регулира електронските комуникации во државата. Сега што точно значи? Што се е електронска комуникација? Не се само телефоните, така? Така. Електронска комуникацијска услуга и електронски комуникацијски мрежи. Нели, операторите користат одредена опрема, тоа се тие мрежи. Добро. А електронската комуникацијска услуга е услугата која што операторите ја користат кон сите нас како крајни корисници или како претплатници. Добро. Тоа е еден сегмент што го регулира Агенцијата за електронски комуникации. И сега тука имаме план и развој, имаме сектори за радиокомуникации, имаме сектор за контрола и мониторинг на веќе доделените радиофреквенции на одредени оператори, затоа што тоа е со одредена дозвола за работа на операторите. Потоа имаме сектор, јас работам во секторот за заштита на права на крајните корисници. Поточно решаваме спорови помеѓу оператори и крајни корисници. Ако има значи жалби од секој претплатник или секој корисник, буквално сите ние користиме одредена електронска комуникацијска услуга и сме претплатници кон некој оператор. И сега доколку дојде до одредено несогласување, секој претплатник или корисник има право да поднесе приговор до операторот, тоа е согласно закон. Доколку приговорот не биде усвоен од страна на операторот, секој претплатник поднесува барање за решавање на спор. И таму веќе настапува. И тука веќе настапуваме ние како агенција и тоа е алтернативно решавање на спорови кое што за разлика од многу закони, во Законот за електронски комуникации има одредби алтернативно да се реши спорот помеѓу претплатникот и операторот. Со медијација некаква, така? Да. Почнуваме прво со посредување, доколку се согласни двете страни на спорот, доколку не се согласни да се посредува и да се нека биде и медијација. Во тој случај се води управна постапка со одредени законски рокови согласно закон и се донесува некаков акт или решение у кое што или се усвојува барањето или се одбива како неоснова. Вие чија страна држите во тој случај или не држите никаква страна? Во тој случај браните нечии права или ја држиме страната согласно тоа кој е во право. Аха. Има значи, закон, вие имате некој став. Да, донесуваме решение. Решенијата се согласно Законот за електронски комуникации, меѓутоа има еден подзаконски акт, тоа е правилник, во кој што се уредени правата и обврските на двете страни во спорот. Каде што ќе се утврди отколку ќе се согледа фактичката состојба, доколку некој од страните на спорот своите обврски ги нема завршено, во тој случај се носи решение во корист на тој што правата му се загрозени. Тоа е од прилика. Имате ли вие некаква ингеренција во однос на цените кои што телекомуникацијските оператори ги имаат? Па сега монопол, дуопол, темата е вечна тема, претпоставувам во огромен дел земји на светот. Во последно време кај нас, односно откако почна со работа новата влада, мислам беше некој 24-5 јуни минатата
година се отвори таа тема во јавноста и за трет мобилен оператор кој што би можел да влезе на пазарот. Последно време се стиша таа тема, сега повторно се враќа на сцена. Па каков е твојот став како искусен оперативец таму во однос на услугите кои што сите ние ги добиваме? Се прават ли споредби? Кој ги прави тие? Колку чини, не знам, 100 гигабайт интернет во Македонија и во Германија согласно условите на пазарот? Агенцијата за електронски комуникации, законски надлежности во делот на регулирањето на цените, сепак тоа е одлука на операторот согласно нивната финансиска логика, нивниот економски план. Работата на Агенцијата за електронски комуникации, за да може да делува во квалитетот на самата услуга која што обезбедува операторот и за цената на самата услуга е во делот, во право сте, веќе во текот на вчерашниот ден имаше едно соопштение од Агенцијата за електронски комуникации дека веќе има одредени писмени интерес за 3, ако не се лажам, мобилни оператори кои што имаат интерес да бидат трет мобилен оператор во Република Македонија, и тоа е добро, затоа што самата конкуренција во таа област ќе го регулира и квалитетот на услугите, ќе ја регулира и самата цена. И точно е тоа дека ние во еден период имавме повеќе од 2 мобилни оператори, меѓутоа веќе подлог период се 2 главни мобилни оператори. Се споја еден со VIP. Да, така е. Сега во моментот има 2 поголеми оператори кои што нудат електронски комуникацијски услуги на граѓаните и се надевам дека постапката која што е започната преку Агенцијата за електронски комуникации ќе даде резултати веќе во некое догледно време. Ќе имаме трет мобилен оператор. Во суштина е добро за граѓаните, така за крајните корисници. Поентата е да се подобри и квалитетот и да се намалат и цените кон крајните корисници. Дополнително, доколку може да се надоврзам. Се разбира. За оваа година, во текот на оваа година, преку Министерството за дигитална трансформација, на почетокот на мандатот, надлежноста на министерство кое што беше надлежно да ја надгледува работата или да врши надзор на работата на Агенцијата за електронски комуникации, беше Министерството за транспорт и врски. Со самите измени и дополнување на Законот за организација на органите на државна управа, тоа е на почетокот на мандатот, веќе надлежноста е кај Министерството за дигитална трансформација. И добро е, јавноста треба да знае дека се направија измени и дополнувања на Законот за електронски комуникации пред неполни 2 месеци, во кој што се забрани пристапот, се овозможи да се забрани пристапот на одредени услуги кои што операторите согласно закон ги нудат спрема крајните корисници. И тука пред се таа интервенција беше да се забрани пристапот до одредени услуги преку електронска комуникацијска услуга кои што нудеа на нашите сограѓани во Република Македонија незаконско коцкање. И тоа веќе е имплементирано. Имплементацијата на законот оди добро затоа што пред една недела, мислам дека пред една недела, министерот излезе со информации дека веќе 53 апликации се забранети кои што нудат такви услуги, кои што нудат при тоа незаконско и нелегално коцкање. Тука кој е интересот на државата да го регулира тој дел? Се разбира, тоа што е незаконско, но вака поголемата слика се обидувам да ја видам филозофијата. На државата интересира да ги легализира парите кои што се трошат пример во тој бизнис. Затоа што нели државата имаме државна лотарија, таа нуди услуги. Институциите кои што се вклучени во тој процес е Агенцијата за електронски комуникации, државната лотарија, која што знаете дека над 50% е во државна собственост. Точно е дека да се легализираат парите, да може државата да види бенефит да се плаќаат одредени данъци. И контрола, веројатно, нели малолетници? Да има контрола, меѓутоа психолошкиот и социолошкиот аспект како тоа нелегално коцкање делуваше на граѓаните, посебно за жал кај малолетните деца во Република Македонија. Тоа поентата на измените на законот беше да се сопред, тоа беше омасовувањето, така да не е мода, да не кој што затоа што
тука имавме проблеми во семејствата, проблеми кај самите деца, финансиски проблеми, психолошки проблеми, социолошки проблеми. И сметам дека тоа е една добра измена на законот. Дополнително во влада влезе нов закон за електронски комуникацијски услуги и нов закон за сајбер безбедност, кој што го немавме во Република Македонија. Воопшто никако. Воопшто, да. А знаете дека во претходниот период имавме такви моменти. Имало. Со крадење на датабази од банки, од не знам, од фонд за здравство. Да, еден пример на кој што се сеќаваме, беше хакиран системот на Државната изборна комисија, ако се сеќавате. Да, точно. И се надевам дека со овие закони, тоа се пред се закони кои што се од реформската агенда по директиви на Европската унија. Се во влада, очекувам многу скоро да влезат и во собрание и да бидат донесени. А во самиот закон за електронски комуникации радува фактот што има одредби кои што ќе го подобрат конкретно секторот за заштита на права на крајни корисници, каде што ќе се подобрат правата на крајните корисници во нивните односи со операторите. Вака, имам впечаток дека односот генерално на луѓето кон собранието, кон оно што го работите во парламентот е таков да кога има големи теми, има големо внимание, бидејќи нели и медиумите посветуваат време, како еве. Само вчера имаше усвојување на договорот со Велика Британија, нов гувернер, ке зборуваме за сето тоа понатака. Меѓутоа, кога има работа на комисиите, нели, на сите други тела, или па кога има некои пленарки на кои што ќе пројдат 15 измени на закони, некако фокусот не е баш толкав. А таму се случува нешто што ги засега сите, еве конкретно. Ти спомна два закони, нели, закон за прв пат носење на закон за сајбер безбедност и измени на законот за за електронски комуникации. За електронски комуникации, да. Кои што имаат импликација врз животите на сите. Собранието, например, редовно е присутно на собранискиот канал. Некој, како мене, например, повремено и на YouTube ќе ги следи седниците, бидејќи ме интересира што се зборува таму, тоа го работам. Но до широката јавност не доаѓа баш вашата работа, така честно и реално да зборуваме. Зборувам за сите оние нешта кои што не се во топ 3 теми на денот, а се важни. И тоа не е така случај само во овие година дена, нели? Се случиле многу работи за да дојдеме до таквата ситуација. Зошто, дали тоа прво ти пречи како човек кој што таму работи, а работата не му е толку видлива? Зошто е таков тој однос на граѓаните кон парламентот? Еве, што мислиш? Еве, моје мислење е дека тој однос така е, тоа е, можеби 30 години така во Република Македонија. Собранискиот канал има собраниски канал кој што активно пренесува во живо и од работните тела и од пленарните седници. Меѓутоа, гледаноста на собранискиот канал, сите знаеме дека граѓаните, интересот на граѓаните. Едино воајерски, ако очекуваме да има некоја конфликтна ситуација, па вртиме и да видиме што се случува. Ама тоа нема врска со суштината на работењето на парламентот. Како парламентарно мнозинство сме разговарали на таа тема, дека треба да биде повизибилна работата на собрание. Пред се тоа е поради транспарентноста на самата работа, на самата работа. Мислам дека и тука ќе се преземат чекори, дека има комисија која што работи на таа тема во собранието. Дополнително, секој пратеник е оставен доколку сака да ја промовира својата работа. Сега има алатки кои што може да ја промовира, социјални мрежи. Меѓутоа, ќе се вратам на почетокот на вашето прашање. Тука мислам дека и медиумите имаат своја улога. Имаат, така. Затоа што кога има такви теми како вчерашниот ден, интересот на медиумите е поголем. Да, цел ден. За разлика од еден нормален, ако можам така да се изразам, нормален, просечен ден во собранието или редовен. Да, редовната работа. И сметам дека тие работи треба да се подобрат. Ќе повторам, се разговараме на таа тема и веќе има комисија која што работи на тоа. Супер, бидејќи на крај на денот се работи за транспарентност. Мене
ми е тажно кога ако за собранието се зборува само во општо за било кој член на собранието, нели во негативен контекст. Ако зборуваме за, не знам, патните трошоци, па имало кафе или не, па дали имало јајца во мензата или немало јајца во мензата, а не за суштински теми, не за суштински теми, да. И ете се приклучувам кон групата која што сака видливоста да ја зголеми. Одамна некој пратеник не ми бил гостин, меѓутоа еве сакам да искористам оваа прилика. Ајде да влеземе малку сега во случувањата од вчера, да тргнеме. Богат ден во собранието, заглавивте до колку? До полнок бевте таму, чинем? Па да, до полнок, некаде 2-3 минути пред полнок заврши седницата. 52-та седница. Да, за избор на конкретно точката беше за Трајко Славевски. Конкретно точката имаше 6 точки на самата седница, кои што 4 се разгледа и се донесе одлука. Двете точки кои што пројавија интерес кај медиумите и кај јавноста. Договорот кој што беше склучен помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство и секој изборот за гувернерот на Народна банка. Тие беа две теми кои што... Да почнеме од изборот на гувернер. Предлогот на председателката Силјановска, после така долго најавување и чекање, нели, јавноста чекаше да види. Јас не сум економист, јас сум архитект и еве вака приучен новинар. Економските теми ги знам само на так површно, навистина. Не знам со што се бави еден гувернер, но ајде технички сега во процесов да влеземе вака. Ти си правник, имаш контакт, нели, во општествените науки и можеби поради природата на работата си имал потреба да се надоградиш и на економските теми. Но како изгледа тоа? Таму сте сите луѓе од различни профили, така? Има многу доктори, нели? Докторите се популарни меѓу народ и тоа, ете, на анкети знаат да летнат горе на листата и да бидат избрани на некоја јавна функција. Представници. Градоначалник, пратеник и така натака. И сега на некој човек кој што не е во економската струка му доаѓа тема избор на гувернер на Народна банка. Како изгледа тоа? Како изгледа подготовката за седницата? Како изгледа запознавањето со материјата? Бидејќи јас кога работам тема која што не ми е блиска, нели? Се информирам, се едуцирам на темата. Од прилика слично ли е и... Па да, така е. Предлогот за избор на гувернер на Народна банка доаѓа од председателот на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Многу пати во текот на изминатата година професорката или председателката на Република Македонија има кажано дека позициите кои што согласно устав ги предлага председателката ќе гледа да бидат професионалци. И тоа се случи и вчера во собранието на Република Македонија. Сите знаеме дека професорот Трајко Славевски прво е професор на економски факултет и е професионалец во областа на економијата овие 30 години. Искуствено министер за финансии, министер за развој, кога постоеше тоа министерство, председател на Совет на град Скопје, тоа е веќе политичка функција. И знаеме дека во периодот во кој што беше министер беа донесени некои многу важни закони и одлуки, посебно во делот на доноците во Република Македонија, и согласно тие закони и ден денес работи државната администрација, посебно во делот во економскиот дел. И така да неспорно е да зборуваме за професионалноста на професорот Трајко Славевски. Кога стаса материјалот во собрание, независно дали ќе биде таа точка, секако секој пратеник го разгледува предлогот. Меѓу другото беше доставена и биографија за професорот Трајко Славевски, која што беше поприлично богата. Во суштина, да, председателката доставува предлог и го брани својот предлог со некакви, односно одлуката ја брани со некакво образложение. Дополнителни материјали. Така, добро. Биографијата ја знаеме, поприлично добра биографија на професорот. И сега секој пратеник, еве јас лично за мене верувам дека е така. Да. Нормално е да
го отвориш законот и да видиш кои се надлежностите на Народна банка и што треба да работи гувернерот на Народна банка. Добро. Споредуваш согласно биографијата на кандидатот и донесуваш некаква одлука. Дали сметаш дека понудениот кандидат Е соодветен или не? У суштина е така. При избор за одредени решенија за одредени позиции. И сега денот вчера во собрание помине како што помина, беше малку чудна риториката. Нормално е риториката на опозицијата. Ја знаеш што фатив, што регистрирав. Дозволи јавноста да го даде се впечаток, нели? Јас зборувам во име на јавноста, на моите гледачи, на луѓето кои што ја следат оваа емисија. Дека фатив, не знам, може 6-7 говори на пратеници од опозицијата, кои што како да максимално доследно се водат по една стратегија во која што било што да направите вие како владеачко мнозинство, тоа не е добро. Да. Влакно во јајцето, не знам. Нели дури и договорот со Британија, ќе зборуваме подосна за него, на сличен начин го тера, за него беа воздржани. Прво Филипче рече ќе поддржиме, ама има многу спорни моменти, но пак ќе поддржиме и на крај ќе се воздржиме. Што и да предложите, што и да направите, тие викаат ова не чини. Јас не викам дека тоа не е легитимна политичка тактика. Само спорам дали ќе биде од корист нивна или не. А дали ќе биде од корист нивна или не, ми е мене второстепено важно. Мене ми е важно да собранието работи во корист на граѓаните. И ако има некоја дебата, од таа дебата да се родат идеи, одлуки и така натака, кои што ќе придонесат за подобро функционирање на оваа држава. Конкретно, да повторам, јас не ги знам, не сум пратеник, не сум истражувал, не ми е гостин Трајко Славевски, па да истражам што, ако ми биде, ќе истражам и ќе разговараме со него. Но она што јас го гледам сега како гледач, може би одиме и до причините зашто не се следи толку многу собрание, излегуваат овие кои што опонираат на предлогот на претседателката Силјана Давкова и викаат сите до еден. Неспорна е неговата стручност, неспорни се неговите квалитети. Добро, и вика едно, ама е член на ВМРО ДПМН, е член на извршен комитет на ВМРО ДПМН, цел живот бил во ВМРО ДПМН и така натака и така натака. И сега јас толку разбирам, може би не разбирам, но гледам и викам добро и бидејќи јас го памтам и Петар Гошев. Петар Гошев политичка партија водеше и беше гувернер, така? Така е. Што е проблемот да си постои пречка законска? Не смееш ли да си член на партија ако си пречка не разбирам. Тој е член на партија и предава на економски факултет. Така. Обучува студенти, ги гради идните гувернери, нели, министри за финанси. Пречка законска не постои затоа што доколку има пречка законска, нема да биде предложено од претседателот на Република Македонија. Во право сте, сите говорници кои што опонираа на предлогот на претседателот на Република Македонија, ниту еден не оспори стручноста и професионалноста на професорот Трајко Славевски. Ниту еден. Меѓутоа, сите повтараа дека од причина што е член на политичка партија, па не знам, се повикува на работата на како председател на Советот на град Скопје, па не знам, неефикасноста на градоначалничката на град Скопје и така натаму. Меѓутоа, сето тоа на самата седница ме радува фактот што и перцепцијата на јавноста е таква дека не беше оспорена професионалноста на професорот Трајко Славевски. И тоа е така, и тоа е факт. Да, сите во комуникацијските поенти што ги има, сите истото го кажува. Така. Демек ние сме честни и објективни, неспорно е дека е квалитетен, ама не е од нашата партија и значи не бива бидејќи е член на партија. Па можеби ако имаше некој друг предлог кој што е член на друга политичка партија, не знам, ева ако го предложевте вие, ајде битичи нека биде, што ќе кажеа тие, да не биде? Па не знам, можеби ќе гласаа за, нема да се воздржат и да надополнам на матичните работни тела, Комисијата за надворешна политика пред самата пленарна седница. Точно е дека поточно тоа не е за професорот, се извинувам, тоа е за британскиот договор, за британскиот договор. Но како модус операнди веројатно сакаш да споредим. Да. Во суштина знаат на
матичните работни тела да имат еден став, Аха, а на пленарна седница да има друг став. така беше за британскиот договор? Да, да. И ова не го прослив, тој дел и Да, баш... да, така е. Тоа е на матичните работни... Комисијата за надворешна, например, или можда и законодавно правна. Законодавно Но правна. на долга маса кај што сте карши. Да. Во која што членуваме и често таму разговараме. имало и жестоки моменти. Тука е можноста за сега, доколку се работи за предлог закон, ратификацијата на договорот суштина и предлог закон, таму има можности за некакви амандмани. И тука е дебатата во суштина која што е пред пленарна седница и многу често ќе повторам, знаат да имат еден став на матична комисија, друг став на пленарна седница. Зошто е тоа така? Па не знам. Не знам. Јас Прашање мислам дали дека некој знае. треба да има и во Советот на општина Штип, сум го зборувал тоа, кога имаш некакво си воздржан или го користиш правото да не гласаш или гласаш против, треба да има некакво образложение Да имаш став, така? и да имаш некаков став, а па дотолку повеќе, доколку имаш различни ставови на матични комисии и на пленарна седница, треба да има дополнително образложение зошто е тоа така. Меѓутоа, Се таа согласувам. парламентарна демократија и Бидејќи за Трајко Славевски, мислам дека нема што да се додаде. Сите се согласуваат дека е стручен и дека е искусен, нели, дека како квалитет и професионални ги поседува сите неопходни. Така е. Нели, ако грешам, коригираме, јас Така тоа го е. слушнав и од оние што гласаа против него. Зошто гласаа против него? Не се тие си знаат, но сега може да влеземе во договорот со Британија, кога беше најавен, нели, на оној состанок на лидерите во Тирана, таму премиерот Христијан Мицкоски со британскиот премиер Стармер соопштија дека нели ќе подпишеме во суштина два договори, односно еден договор за стратешко партнерство со Британија и уште еден како последица на првиот, односно како прв доказ, показател за градењето на стратешките односи со Обединетото кралство, тој договор за вие го нарекувате за инвестиции, СДСМ вели дека тоа било како да сте земеле кредит на нивно име и после тие да требало да плаќаат. Малку чудни експликации. Но не се, постои рамка од 6 милиарди евра, 5 милиарди фунти, која што рамка ќе ја користат минимум уште една влада. Така, можеби и во трет мандат на некоја влада би влегло, бидејќи тоа се многу пари. Тоа е еден цел наш буџет. Пари кои што ќе се користат за стратешки инвестиции. Така, тоа е, предпоставам, договорот ви има? Да, ова е договорот. Вчера во собрание се достави од страна на владата предлог закон за ратификација на договорот помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство. Добро. Во врска со партнерство за реализација на инфраструктурни проекти. Тоа е целиот назив на предлог закон. Договор за закон за партнерство за реализација на инфраструктурни за проекти. ратификација на договор помеѓу двете влади во врска со партнерство за реализација на инфраструктурни проекти. Може ли сега, ти си правник, јас сум wannabe правник, за малце ке ти бев колега, да одиме дел по дел. Што има спорно во партнерство помеѓу Република Македонија и Велика Британија? И второ, што има спорно во развој на инфраструктура? Еве тие два сегменти. Предпоставувам дека така треба да анализираме. Самиот предлог закон во суштина е и стратешки договор кој што е втор на Република Македонија после стратешкиот договор со Соединетите Американски држави. Или трета кога земе тој со Израел. Така. И со нив имаме некое специфично партнерство. Чинам дека, но да, чинам дека со Соединетите Американски држави од 2008 година. Да, 8-9 така нешто. Ова е 2025 година. Да. И сега многу од политичарите знаат да се пофалат во јавни настапи и така да звучат да е добро кога ќе кажат дека имаме склучено стратешки договор со Соединетите Американски држави. И сега имаме уште еден стратешки договор со една од помокните држави во светот и кој што всушност представува рамка. Ова е рамка. Договорот има два аспекти. Добро. Едниот е самиот стратешки договор, кој што е политички, а вториот е инвестициски. А вториот е инвестициски за инфраструктурни проекти. Рамката исто како
нашиот постоечки закон за јавни набавки. Можеш да распишеш јавен повик во рамка за одредени добра или услуги. Ако имаш потреба да и доколку користиш... имаш потреба, склучуваш посебни договори согласно потребата која што имаш, се до исцрпување на средствата од рамка. Како и рамка за кредит, нели, компаниите знаат што значи. Ова е таков договор. Да, и сега рамката е 6 милиарди евра, кои што можат да се искористат за инфраструктурни проекти во Република Македонија. Вака јас го разбирам тоа, види се. Ние сме држава, така? На нашите држави требаат пари. Тие пари ги собира дома преку даноци, преку развојна економија или преку разни задолжувања. ММФ, Светска банка, не знам, европски фондови и така натака. Сега, еден начин како ние би имале забрзан економски просперитет е ако нашиве комшии не викаат дека поради спорни ситуации во 9 век, ние не може да почнеме преговори со Европска Унија и да имаме пристап до тие грантови, еве сега Филипче вели, не било државнички да се земеат кредити, кога сме можеле во ЕУ да имаме грантови, а може би државнички да си ја шитнеме историјата. Повели? Да, меѓутоа тие грантови од ЕУ, сите знаеме по кои повластени. Сега тука нема грантови, се нема каматни стапки, меѓутоа повластени се по тие услови да ги земаат само членките на Европската Унија. Во оваа рамка, согласно тоа што го знаеме и е така, каматната стапка нема да биде поголема од инфлацијата во Република Македонија. Значи некаде од 2,5% плюс минус 0,2-0,3% согласно потребата кога ќе се склучи договор за некаков си инфраструктурен проект. Да. И сега што е битно? Битно е дека овој договор е транспарентен. Го добивме сите пратеници за разлика од некои претходни договори. Као Бехтелиенка. Како што беше Бехтелиенка. И кои под европско знаме се шверца во собрание. Има 8 члена и има анекс. Ево, анекс 1 од овој договор, всушност се предвидени проектите кои што во прва фаза Република Македонија ќе побара. Значи конкретизира зашто ќе бараме. Точно, зашо ќе бараме. И сега јас ќе ми дозволете. Сакам да слушнам, ајде. Анексот вели програма за обновување и реконструкција на болници, вклучувајќи ја болницата во Штип и Кичево, универзитетските клинички центри и градски болници во Скопје, болница во Куманово, Битола, регионот од здравствениот сектор Тетово, Гостивар и регионот Охрид-Струга. Брза железница долж транспортен коридор 10, кој што ги поврзува граничните премини Табановци и Гевгелија. И главниот град Скопје и аеродромот во Скопје. Добро. Програма за развој на транспортниот коридор 8, тоа е другиот коридор. Добро. Програма за развој на капацитетот на сајбер безбедност и дигитална трансформација на владата на Република Македонија. Тие се два закона кои што ги споменавме претходно, кои што се влезени во влада и ќе стасат на пленарно собрание, и развој на капацитетите за производство и пренос на електрична енергија на Република Северна Македонија. Односно Чебрени галиште. Капацитетите за производство и пренос. Така, Чебрени галиште. Така премиерот мислам да ги конкретизираш. Чебрени галиште се капацитети за производство. Да. Значи и МЕПСО ќе си добие. А електродистрибутивната мрежа е капацитетот за пренос. Сите сме сведоци дека некаде пред 2 недели се случи. Да, поради премногу произведена струја од премногу соларите. произведена струја. А инфраструктурно не сме спремни да ја преземеме и спроведеме. Така е. Во Шпанија исто имаше некаков проблем. Не знаеме уште. Така Сам да кажам се случува и на други места во светот. Се случи во Србија, Да. може многу лесно да се случи во Република Македонија и од тие причини, ова е таа прва. Значи, здравствена, транспортна, сајбер, електрична инфраструктура. Ова е првата фаза. Така? Така. И сега јас доаѓам од Штип. Добро. Има клиничка болница Штип. Клиничка болница Штип е започната да се гради во 2016 година. Се изгради до одредена фаза и некаде после промената, после промената на власта, имаме 7 години тотален мрак во градбата на самиот клинички центар. Мислам дека не е тотален мрак, туку дека има одлуки на штета на државата. Така е.
Односно имаше некои правни процедури таму, исплаќање пенали. Имаше проблеми, исплаќање пенали, па имаше Па луѓе нови кои што... тендери им се доделуваа на незавршени работи, а некакви анекси правеа и ништо од тоа не се случи. На крајот на денот граѓаните од истокот немаат клиничка болница во Штип. И според мене сума сумарум тоа е тоа. Тоа е најбитно. Таа клиничка болница треба да обезбеди подобра здравствена услуга на нешто повеќе од 200.000 граѓани во Македонија. Со овој договор ќе имаме можност, и разговарано е на темата, до изграда на клиничка болница Штип во рок од 2 години, по принцип клуч на рака, комплетно опремена болница со 450 кревети за пациенти и во склоп на самата клиничка болница медицински факултет во рамките на Универзитетот Гоце Делчев и студентски дом за 200 студенти. Односно го затвараш кругот, нели? Тука произведуваме кадри, еве им работни места, а граѓаните добиваат подобра услуга. Така. И сега да преведам на народски, во суштина за ова да го направиме ние. Ете, ако не се случеше промената 16-17 година, можеби ќе беше завршена, не можеби сигурно ќе беше Сигурно ќе завршена. беше Но не се, како што е, овие 7 години на мрак кога е во прашање стратешки инвестиции инфраструктура, освен најавените фабрики за Google, Facebook и патеката за Формула 1 како најголем проект на Зоран Заев, денес да го гледа некој ќе си рече ова е AI видео, ама не е, тоа беше вистинско видео кај што овој Формула 1 стаза најави, а Охрид Кичево 7 години шајка не беше закована. Мислам, окей, да беа асфалтирани пар делници по неколку километри, ништо мрак. Но во овие 10 месеци може да се види разлика и за месец дена ќе биде пуштен голем дел од тој дел. Сега, за да го изградиме ова денес, нас ни требаат пари. Така е. Ако во ЕУ сме блокирани, поради она што се случуваше во како до сега периодот и неразумните политики, така, друг начин да најдеме пари е да, нели, купчето е толкаво, джебот е толкав, така. Буџетот е проектиран колку што е проектиран. Ке треба да скиниш на некои други инвестиции ако сакаш да ја изградиш Штипската болница, така. Нема да правиме, да ги рехабилитираме или да се градат некои нови регионални патишта, затоа што ќе правиме болница. Државата вика, чекај, не може така, ние мора да се развиваме, така и паралелно и да се подобруваме инфраструктурно на секое поле. Што ќе правиме? Ќе најдеме пари. Наоѓаме пари. Зошто тоа би било проблем? Како ја бранеа својата спротивставеност во парламентот твоите колеги од невладеачкото мнозинство? Печатокот не само во парламентот и во реториката на опозицијата, на јавните настапи и на локално ниво и на централно ниво, се извинувам, печатокот е дека желбата да се развива Република Македонија, кога некој друг ја предводи владата, кај опозицијата ја нема. Еве. После мене потоп? Да. Ама проблемот е што и во нивно време беше потоп. Затоа и не е нивно време веќе. Во принцип, стравот на политичката партија која што е во опозиција, дека нешто ќе биде направено од страна на друг политички субјект кој што во овој момент ја предводи владата и парламентарното мнозинство, еве ќе дадаме еден пример. Ајде. Додека бев советник во Советот на општина Штип, добро, на предлог одлука на градоначалникот, мнозинството во Советот донесе одлука за општинска, да се задолжи општина Штип со општинска одврзница од 4 милиони евра. Тоа е во периодот на пост-ковид украинска војна во Украина, така, цената на кога струјата имаше дојде проблеми во плафон, со цената на струјата. Имавте проблем да сервисирате јавни предпријатија, нели тамам дојде и на власт. Месечните сметки за струја во јавните предпријатија милионски бе. Во некој период беа поголеми од приходот што го прави самото јавно предпријатие. Имавме обврска. Сметки за струја, камо се плати, камо се други трошоци. Сето друго го тргаме на страна. Имавме обврска за да можеме да отпочнеме постапка. Да изнајдете начин. Да, добра ти оваа паралела. Супер. И сега вака, гледайте што се случува. Тој нов механизам го смисливте тогаш, така? Општинска имавме обврска да се раздолжиме, имавме некакви долгови, општина Штип се раздолжи и поднесовме барање прво до Комисија за хартија од вредност.
Тоа е законска постапка, потоа до Министерство за финансии и на крајот формално правно мине на влада. Добивме позитивно одобрение од Комисија за хартија од вредност и одобрение од Министерство за финансии. Стаса до влада. Добро. Финансии вика, окей, има седница на влада. На влада, ова е за Штип, Иван Јорданов, тогашниот ВМРО. премиер, а сегашен колега пратеник во Собранието на Република Македонија, Димитар Ковачевски, ова е за Штип во Фјока. Страшно. На моje прашање, сега нема да именувам кого, колега ми е сега пратеник, А мене ми е колега, тогашен висок функционер. значи мене ми е колега по струк. Генерација сме, една година е постар од мене, благо. Не, вице-премиер од економски дел. Добро. Мислев, Кога носевме буџетот сега, оваа година за 2025 година, добро. Комисијата за финансирање и буџет, во неформален разговор, прашав зошто таа иницијатива на Советот на општина Штип беше ставена во Фјока. И кого со таквиот пристап, кого казнуваме? Дали ВМРО ДПМН Или сите граѓани? или граѓаните на општина Штип? Одговорот беше политичка одлука. Политичка одлука, а? Така. Да не дозволат нормално да профункционира општина, наоѓајќи начин како да профункционира. Имаше предвидени 6 проекти, се извинувам, за 4 милиони евра, кои што денеска ќе беа завршени. 2 од тие проекти беа за фотоволтаици за јавното предпријатие и да се постави на самиот цевковод кој што иде од Злетовица, Добро. турбина, која што ќе произведува струја 24/7, независно од временските прилики. Ќе ги задоволеше потребите на јавното предпријатие ЈПИСР Штип, а тоа е најголемо јавно предпријатие во Истокот. Бенефитот ќе го има граѓаните на општина Штип. Така е. И уште 4 проекти кои што беа инфраструктурни, кои што е буливарот Партизанска, кој што сега ќе беше завршен, повторно се гради и е во завршна фаза, меѓутоа сега во овој момент ќе беше завршен и ќе можеше економски да се развива тој дел од Штип покрај самиот тој булевар. Ама не, за Штипе и хоп, Ово во Фјока ќе оставиме. Мислам дека од тие причини и сега се кочи развојот на централно ниво, политичка одлука. Добро, и со унгарскиот кредит беа некако слични проблематизирањата од другата страна, кој што па наменски беше кажано. Пола ќе служи за сервисирање на претходни задолжувања, половина ќе се дисперзира во сите општини по глава на жител, не по никаков друг клуч. Така за првиот повик, потоа вториот повик беше и за помош во стопанството. Еве и за унгарскиот кредит, така наречениот унгарски кредит. Еве идам од Штип и ќе кажам детали за општина Штип. Во овие 365 дена во општина Штип со поддршка од централната власт за инфраструктурни проекти во делот на образованието, инфраструктурата, културата се предвидени скоро 10 милиони евра на база на проекти сработени од страна на општинската администрација, поднесени на повикот и одобрени од страна на централната власт. И тоа капитални проекти кои што ќе го променат ликот на општина Штип. Во културата е реставрација на тврдината Исар, средновековна тврдина, и тоа беше предизборно ветување на ВМРО ДПМН. Многу смешно беше тука, прости, Душконо, кога опонира на пресконференција, не сакаме Исарот, сакаме бањи. Сакаме бањи. И јас викам, види го ти Штип до кај дошол да главен проблем на опозицијна партија е да бара бањи да се направи. Во првиот повик 2 милиони евра за 2024. Да, се согласувам Исарот да се реконструира. Е одличен. Калето во Охрид, го памтиш како беше така е. Руинирано 99-та, 2000-та, така нешто. Исто ВМРО беше на власт, го направи. Еден проект кој што е капитален за општина Штип, обиколница, влезот од страната од Скопје, излегува на влезот од страната Струмица Радовиш, кој ќе овозможи економски развој. Штип има потенцијал, Богдан. Меѓутоа, работењето во овие 3 години, граѓаните видоа дека Штип има потенцијал. Фала Богу.
Иван колку води на анкети? 4, 5, 100:1? Па мислам дека е скромно 5:1. Скромно 5. Го потврдија во текот на вчерашниот ден од страна на извршниот комитет. Да. Повторно ќе биде не само кандидат, и ќе биде иден градоначалник на општина Штип. Победа во прв круг. Реално да разговарам. Така и политички за прв пат во општина Штип ВМРО ДПМН ќе има еден градоначалник, истиот кандидат во 2 мандата. До сега не сме имале таква прилика. Се гради многу во Штип, се работи. Подобрена е состојбата во сите сегменти. Граѓаните тоа го препознаа и затоа на анкетите резултатот е Конкретно генерално истокот, во истокот мора да се вложува. Не зборувам сега, и тоа добро звучи тој план Кочани 2030 кој што го најави премиерот поради ужасот што се случи таму, дека треба сите па посебен фокус кон Кочани да дадеме. Но Кочани е соседен град и на Штип и целиот исток, генерално особено оние малце попериферни делови од кај што имаме огромно иселување на луѓе. Сериозно мора да се вложува таму од секој аспект, така да во овие приоритети, односно најавени, предјавени проекти во така наречениот сега британски кредит, како го наречеме, добро звучи тоа што не е само истокот, нели? Тетово, Битола, Охрид, која се болниците во прашање Скопје, нели, универзитетскиот клинички центар, коридорот 8, затоа имаше нели, ќе се фаворизирал еден коридор, немало другиот да биде предмет на интерес. Разни теми се прават, дури не излезе вистината на видели. Не се појави договорот во јавност. Уште една поента за самиот предлог закон и за ратификациите на договорот. Во суштина, врските кои што ќе ги имаме, да го исплаќаме. Кредитот, согласно договорите по позиција, обврските Република Македонија ќе ги има по завршување на проектите. И тоа е многу битен. Апсолутно да. Битен момент, затоа што ова се проекти кои што ќе додадат вредност и ќе генерираат финансиски средства повртно во буџетот на Република Македонија, за разлика од некои други. Тоа е како некој ти даде кредит, стамбен кредит, односно кредит за куќа и откако ќе изградиш, така или за хотел, и откако ќе го изградиш и ќе почнеш да го ренташ, да го платиш. Самата железница која што ја споменавме како инфраструктурен проект, добро, да. Според анализите покажува дека откако ќе се пушти во употреба, од 150 до 160 милиони евра ќе има приход годишно Република Македонија од самата таа железница. Што да разговараме, да. Така да тоа е разликата од овие инфраструктурни и секако. И за електричната енергија да не правиме. За Чебрен и Галиште да не правиме, да не разговараме колку е потребен како инвестициски проект во Република. Види како јас гледам на нештата. Супер е, одлично е што се наоѓаат пари кога ЕУ ни е затворена поради случување од 1186 година. Така. Тоа е еден аспект. Второ, јас како човек, мене ме прашаш, не знам сега дали добра споредба би било, нели со Тајван имавме едно чурук искуство, најавената милиарда, која што не се ни реализираше, но политички ни ги прекина врските со Кина, која што па политички тогаш се повлече од Умпредеп и остави Македонија незаштитена. Сега не баш така, но еве, ако малски вака пред кооперација раскажувам, така би раскажал, после се деси нели Косово, војна кај нас и така натака. А стратешкото партнерство со Тајван не ни донесе одбрана од Америка во дадениот момент. Но, денес се условите малце поинакви, јас вакви пари, инвестиции под најповолни услови би прифатил од секаде на светот. А кога е во прашање Обединетото кралство, it's a no-brainer, викаат нашите стратешки партнери. Но чудно опонирање имаше и на оние обиди за зближување со администрацијата на Доналд Трамп, кој што е Америка. Сега има некакви, дури меѓу редови, Венко Филипче бараше потекло на парите. Тоа е, не знам, вака на граница на дипломатите да реагираат јавно, а предпоставувам по други канали му пратиле реакција. Како да ние тргуваме сега со Русија или со Северна Кореја, правиме партнерства, а не со Америка и Британија. Потекло на парите на договор кој што го подпишува премиерот на Обединетото кралство. Да, потекло. Да кажат од кај им се парите.
да кажат. Може би сака да знае Венко како се прават тие пари. И во текот на вчерашниот ден имаше некакви обиди од страна на опозиционите партии при самите говори за самиот предлог закон. Сега влегуваат во хипотетички прогнози како ние нема да знаеме да ги искористиме парите, како нема да знаеме да изградиме, како ќе заглавиме финансиски, па нема да можеме да го сервисираме долго. Како за тендерот за МВР, што ако не достават одела за МВР? Така. Јас не се сомневам дека и сакам да верувам дека сите пратеници сакаат да се развива Република Македонија. Меѓутоа ќе се вратам на почетокот на оваа тема дека сепак мислам дека политичкиот момент дека се гради во време кога владее ВМРО ДПМН е проблем за опозиционите партии во парламент. Може ли оваа тема да ја затвориме со едно прашање? Дали кога се носеше тој закон за формирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, СДСМ го поддржа? Дали не знам се, јас не памтам, не се сеќавам. Колку што знам, тоа е формирањето на Универзитетот Гоце Делчев е 2007 година во Штип. Во време на владење на ВМРО ДПМН. Да, преди тогаш овие пак беа опозиција. Предлогот за формирање на бидејќи го трансформираше Штип. Тоа сакав да кажам, дека колку една стратешка образовна инвестиција во еден град може да направи сериозна промена на целата атмосфера на живење и на економското функционирање на градот. Не случајно до изградбата на клиничка болница го врзува и сегментот на универзитетот во Штип. Да. Самиот факултет и студентскиот дом од 200 легла. Штип е универзитетски град веќе колку доаѓа 2007, скоро 20 години. Да. Додадената вредност која што е додаде универзитетот во општина Штип е видлива во секое поле. За секој во Македонија е видлива, да. За жал имаме политичари, председатели на политички партии, опозициони во овој момент, кои што работат на Универзитетот во Гоце Делчев во Штип. И вработени во едно друго време, кога, да не биде многу груб збор, коленичејќи пробуваат да влезат и да извршуваат одредени работи, обврски во Универзитетот Гоце Делчев Штип. Сега се представници на други политички партии, председатели на други политички партии. Воајери и жонглери. Добро. Како да ти? Мислам дека таа приказна е прочитана. Така. Но ова УГД, Универзитет Гоце Делчев во Штип е добар лакмус за тоа како може, дали вреди, не вреди да се инвестира и колку тоа може да значи да ги промени животите, и затоа верувам дека секоја една од овие ставки сериозно ќе придонесат генерално истокот за живувањето. Генерално Штип од 2006 до 2016 година. Истокот, поточно еве општина Штип, Универзитетот во Штип, автопатот Штип Миладиновци. Да не го забравиме, да. Брзиот пат кон Радовиш, брзиот пат кон Велес, брзиот пат кон Кочани. Отварање на Тирзот во Штип и влез на 3 странски инвестиции. Благодарение на тој период, Истокот и Штип сега живее. И тоа е факт. И тоа го знаат сите. Затоа се вика стратешка инвестиција. Така. Гради стратегија и после некој време... Ова е стратегија за долгорочна стратегија за наредниот период и не само за Штип, И не само за овој мандат на оваа влада, и за наредниот мандат, и може би и трет мандат некоја влада ќе фати една ваква рамка. Океј, уште некои 10 на минути, сакам уште малце политички теми. Она што вчера го регистрирав на пресконференцијата на премиерот Мицкоски, он е повик до опозицијата, воопшто јас како момент него ни знаев и многу ми се допадна дека во Европскиот парламент се работи на усвојување на тие заклучоци за Македонија, во кои што на неколку места, 4 или 6, не знам, во тие заклучоци ќе има афирмација за нашиот идентитет, односно многувековен македонски посебен идентитет и јазик. Македонски јазик, да. Што на некој начин може да го
сметаме за политички гест на Унијата во едно тело каде што не се одлучува со консензус, туку со мнозинство, како што е Европскиот парламент, во кое што ќе се усвојат тие заклучоци и така ќе им се даде афирмација нас за нашата борба после сите неправди. Бидејќи ова е резултат на нашата борба, на борбата на дипломатијата. Еве, колку 10-11 месеци, врт за врт на секој 2-3 недели ние сме некаде по светот пуштени и ги браниме принципиелно позициите. Дали премиерот, дали министерот за надворешни, дали вице-премиерот Николовски исто има често активности надвор, или било кој, нели, кој што има прилика некаков одиум во меѓународниот свет, нема веќе коленичење, понизност или па некој Бујар Османи да раскажува приказни, туку црвените линии се истите од пред влез во собрание на тој 18 август 2023 година, после што зборува ВМРО ќе попушти, ќе направи ова, ќе направи ова, не, еве, се бори и таа борба дава некаков резултат. Дај Боже, во јуни да пројде се како што треба и во јули кога е гласањето, бидејќи навистина тоа според мене ќе биде сериозна дипломатска победа и убава смерница во која што ќе се движат работите. Да, ги повика премиерот. Вчера бевме во собрание, само не знам после повикот од страна на претседателот на влада дали има повратно некаква информација од политичките има партии. прилика и на место за Трајко Славевски да верглаат сите едно те исто, да кажат еве да знаете за ова имате поддршка од нас карт бланш и пак за Трајко Многу Славевски легитимно, конструктивно побара да ги повикаат и своите сестрински партии. Да, поддршка да дадат сите да поддршка. се вклучиме, да. Немам информација, не знам каков е одговорот од страна на опозиционите. Но како ти звучи ова тебе, ова најавена дебата? Јас мислам дека некаква промена во односот кон нас. Ќе се надоврзам, е резултат на некоја надворешна политика и агенда која што се тера во овој период, во овие изминати 12 месеци. Факт е дека има некаков резултат кој што ќе се надевам дека после гласањето ќе биде и видлив, дека ќе успееме. Самиот повик на претседателот и на влада и на претседателот на ВМРО-ДПМН, уште на почетокот на мандатот имаше изјави од премиерот дека ќе ги повика сите, не само политички партии, науката, фелата, да застанат во одбрана, да дадат свој придонес и еве тоа се случува. Сега се зависи како ќе биде прифатено и реално како ќе настапат на самото тоа гласање. Едно е факт дека притисокот е намален, меѓу другото и поради британскиот договор. Така е. Притисокот е намален кон нас. Споменавме дека нема уценување веќе со економски освен инфраструктурни инвестициски има и политички аспект самиот договор. Се разбира. На крај на денот, ако јас создавам, градам држава и правам стратегија, каков капитал би сакал да има внатре, односно кој да ми ја брани? Би сакал да има и амерички и британски капитал, и германски капитал, како што има, нели, исто од едно старо време привлекуван и носен од автомобилската индустрија, бидејќи секоја држава ќе си го брани својот интерес и капитал. Секој функционира поради интерес, нели? Од љубов не се даваат кредити, од љубов нема поддршка во Совет за безбедност на резолуции, од љубов нема ништо во светот на реалната политика. Се е стратегија и интерес. Во политиката секој има свој интерес. Точно. И кога ја градиш позицијата камче по камче мозаикот, нели, на крај може да ти испадне добра слика. И најдобро е да кога интересот се совпадне и кога е взаемен, тогаш работите. На таа тема за крај, кога е политика, интерес, стратегија и градење позиција во прашање, имате сега промени во пратеничките групи, позиција, опозиција. Се преиграли Арбен Таравари според тебе? Што се случува во парламентот сега? До овој момент, мислам дека политичката партија на господинот Таравари, мислам дека во овој момент има 3 пратеника, беа 5, сега се 3. На почетокот... Крилото, не партијата, политичкото крило. Политичкото крило, така. Многу крило. На почетокот, кога сето тоа излезе во јавност и кога беше се поизвестно дека Таравари ќе ја напушти владата, ние, како ВМРО-ДПМН, зборувавме дека тоа не е баш некоја политичка одлука на политичката партија, него е одлука на поединци во самата политичка партија. И еве, после недела се види дека тоа е така. Дел од пратениците
еве, да не звучи грубо, остана, не свртеа грб, него остана. Го напушти вице-премиерот, вице-премиерот исто така. Вице-премиерот Фетаи, кој што е председател на Генералното собрание на Алијанса на албанците. Така е. Председателката на Унија на жени исто така. Така е, да. Голем дел, еве, има поднесено до По собрание. тие сите нивни директори и така, колку луѓе поднесоа оставки? На пленарна поминаа 3 оставки. А од 40-50 луѓе, така? Така да, сега зависно од извршната функција, некаде минат на пленарна, некои не. Добро, добро, генерално- Меѓутоа ги нема, не ги поднесуваат луѓето оставките. Значи некако математиката не е баш каква што тој ја Не е замислува. баш така. предпоставувам. Се уште нема јасна слика за бројот на силите, на пратениците. Сакаш да Ќе кажеш треба има уште, простор, да. ќе треба уште недела две според мене за да Видиме видиме како. политичка Така е. конструкција, бидејќи минавува интересни случувања во парламентот. Веќе не еден само од колегите пратеници се префрли на Халил Снопче. Халил Снопче, да. Добро, тој е верната Се сенка. префрли на другата страна. Што ќе Присуството биде на со другите, ќе биде. присуството на самите пленарни на некој дел од колегите пратеници некој тактизираат, се појавуваат, не се тука, доаѓаат, ги нема. Имаат резерва, не се убедени во одлуката на Таравари, разбирам. Така да ќе видиме во секој случај. Генерално, парламентарното мнозинство и владата се стабилни и тоа можам да го тврдам дека е така и граѓаните можат да видат мирни. Секој во второ одделение тоа може да го заклучи. Дуле затоа што се работи за математичка операција. Така е. 58 плюс 6 е 64. Така е. Азир Алију, предлогот за министер за здравство, за кој што премиерот Мицкоски вчера кажа дека му е прифатлив како предлог, чинам дека тој имаше во неделата на пресконференција на добра теза, односно заклучок во врска со начинот на делување на Таравари изминативе години, дека врт за врт пред избори тој гледа некој месец претходно да се пикне во опозиција и опозиционо да зборува. Нели до вчера бил во власт, тогаш имавме разбирање за идентитетските проблеми на македонците и разумно беше да се бараат некакви гаранции од Европа, ама не испадна поделбата на колачот во Влен и сега нема веќе разбирање, нема време за чекање Македонија и така натака. Односно, Азир Алију, со кој што и се слушнав и договоривме начално да откако нели ако се биде како што е испланирано, ако стане министер за здравство, после некој време и да ми дојде како гостин, навистина сакам да поразговарам со тој човек, сум слушал многу добри квалификации за него од сите страни, од сите партии. Но ја даде таа констатација и викам, мајко му стварно е во право човеков, дека пред избори овој сака да се повлече во опозиција, така као напушташ одговорност, туку продаваш дека е одговорност тоа што си се повлекол и сега ќе делуваш ти опозиционо и на избори пак ќе правиш шано-мано тактики некои кон граѓаните. Па добро, тоа еднаш помина кај господинот Таравари, меѓутоа мислам дека овој пат јас посакувам среќа, ќе имаме сега, ќе имаме мерења, локалните избори ќе видат репер, ќе видиме дали одлуката на господинот Таравари е била исправна или не, ќе покажат корпусот и бројот на гласови. Меѓутоа сметам дека по втор пат со повлекување од позиција на владење, дека ќе одговорноста ќе ја тргнеш од својот грб и дека тоа граѓаните ќе го заборават, овој пат нема да помине кај гласачите и сум сигурен дека ќе биде така. Меѓутоа, еве, октомври 19 прв круг, ќе видиме што ќе се случува. Треба да привршуваме, толку ни е времето, а и генерално ги поминав сите теми што сакав да ги поразговараме и ми беше чести задоволство. Прво што после долго време имав пратеник во емисијата, второ што после долго договарање конечно Душко Иванов, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип и пратеник во Собранието на Република Македонија, ми беше вечерашен гостин и ти благодарам за разговорот. Верувам дека беше и за тебе интересно. Благодарам Богдан и од мене. Се надевам ќе се гледаме почесто. Се разбира. Ни добар муабет направивме, така да до таа следна прилика со лесно, со среќа во парламент и на пленарките и на комисии и еве уште еднаш апел, правете што треба да се направи да бидете повидливи за јавноста, а нели вечерното шоу и јас и телевизија Алфа сме апсолутно отворени за да придонесеме кон транспарентноста
на работата на собранието, бидејќи тоа верувам дека ќе го подобри и квалитетот на работата на собранието. Душко Иванов, благодарам. Благодарам јас. Фала ви и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте во овој разговор со Душко Иванов. Наредна средба закажувам за утре по 22:30. До тогаш стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија. Главата горе.